По редовниот термин започнуваме уште една заедничка уредувачка авантура. Ви посакувам топло добре дојде во новиот квадрат, а во продолжение ви откривам и што се ќе гледаме денес и во наредните 30 минути. Во новиот квадрат ви откриваме како да декорирате спална соба во западен стил, како да одберете вистинско место за креветот во спалната соба и како да одберете вистински под за вас. Останете тука, по рекламите почнува новиот квадрат. Досега многу пати сме зборувале на тема спална соба. Знаеме за нејзиното големо значење затоа што после напорниот работен ден од големо значење е да легнеме во топла, уредена, пријатна атмосфера и да го одмориме нашето тело и организам за напорниот работен ден кој не чека уште следниот ден. Затоа внимаваме внимателно да биде уредена нашата спална соба. Сме зборувале кои се правилата според фенг шуи, според дизајнерите и така натаму, но овој пат ќе ви помогнеме да уредите една спална соба по стилот на Дивиот Запад. Како би изгледало тоа? Гледате во продолжение. Ако сакате вашата спална соба да излезе од вообичаеното и да вибрира во атмосферата на Дивиот Запад, западниот стил е вистинската работа за вас. Тоа е естетски универзум кој комбинира земјани тонови и теракота, кафена и рѓа бои, со дрво и кожа, заедно со текстури од волна и памук и геометриски детали. А резултатот? Топол, автентичен простор кој зрачи со природа и карактер и во кој ќе се чувствувате како да сте во свое лично светилиште. Основата на западниот стил е во материјалите. Тука се крие неговата душа. Дрвото, особено рециклирано или со природно зрно и несовршености, носи спомени и му дава на просторот автентичност. Кожата, без разлика дали е на креветот или на фотелјата, носи сила и елеганција, додека волнените и памучните ткаенини носат топлина и удобност. Правилната комбинација на овие елементи создава избалансиран амбиент кој не е ниту преполн, ниту празен, простор во кој сакате да останете подолго и да уживате во таа уникатна интимност, што може да ја обезбедат само природните материјали. Боите во овој стил секогаш се поврзуваат со природата. Теракота, беж и различни кафени тонови не потсетуваат на зајди сонцето и сончевата земја. Малите акценти на тиркизна или зелена боја го освежуваат просторот и ја разбиваат монотонијата. Деталите ја прават разликата. Геометриските кебиња, каубојските пейсажни слики или рустични метални лустери ја подигнуваат целата естетика на следно ниво. Западниот стил не е само мешавина од дрво и кожа, туку и внимателно одбрани ситници кои ја сочинуваат сценографијата. Килим со југозападни мотиви, украсни символи или лустер во форма на вагонско тркало внесуваат автентичност. Ако сакате минималистички пристап, држете се до неутрални тонови и неколку избрани ставки. Ако сакате подраматичен ефект, играјте со потемни нијанси, интензивни текстури и смели мотиви. Рамнотежата е клучот за собата да се чувствува како филмски сет или како лично интимно одмарање. На крајот, најважно е спалната соба да ја одразува вашата личност. Западниот стил ви дава слобода да создадете простор полн со топлина, атмосфера и карактер, прилагоден на вашиот вкус. Минималистички или богато декориран, но секогаш со таа неодолива аура на Дивиот Запад. Рустикалниот стил е популарен во дизајнот на интериер, особено погоден за луѓе кои сакаат уникатни, рачно изработени производи и отпечаток на време на мебелот. Рустичните интериери се многу романтични, шармантни и винтидж. Ово особено важи за дневната соба, каде што рустикалниот стил се одразува во комбинација на квалитет, традиција и функционалност. Иако сигурно можете да земете рустикален изглед на декор за вашата спална соба, тоа не е услов. Всушност, еден од најдобрите начини да се зачини која било друга тема за украсување е само вкус или два рустикален со стил, со додатоци или мали парчиња мебел. Во оваа просторија, дрвото со столбови е прекрасен додаток на традиционалната ноќница, додека мала зајачка фока, борови и сушени цветови во старомодна вазна прекрасно ја завршуваат сцената. Можеби украсната тема која најмногу се поврзува со рустикален мебел и додатоци е земјата во незините различни манифестации.
Бидејќи земјата е вообичаена, пријатна и полна со чувство за историски стил, логично е незиниот примарен изглед да е истрошен, сакан, несовршен и често примитивен. Само затоа што собата е уредена во рустикален стил или со рустикален мебел, не значи дека таа мора да биде непријатна или дури и без допир на луксус. Рустикалниот мебел и вештачки префинетите ѕидови може да бидат убаво избалансирани, со перници, кафена и бела облека и килим со груб, но сепак извонреден принт. Употребата на природни материјали како дрво, камен и кожа се клучни за да постигнете рустикален шарм. Во овие простории често се користат дрвени подови, ѕидови или мебел со видлива дрвена текстура. Палетата на бои на модерните рустикални спални обично се состои од топли и природни земјени тонови, како што се кафени, беж, сиви и зелени. Овие тонови создаваат релаксирачка и мирна атмосфера. Модерниот рустикален стил има тенденција да се држи до едноставни и чисти линии, наместо преполни дизајни. Минимализмот помага да се нагласат природните материјали и текстури, а заедно со модерните елементи, спалната може да има рустични детали како дрвени греди на таванот, винтидж парчиња мебел, камен или тула на ѕидовите, како и антички или рачно изработени украси, кои само дополнително ќе ја разубават и збогатат самата просторија. А кој уредувачки стил и да го одберете за декорирање на вашата спална соба, едно е сигурно и важи за сите уредувачки стилови дека главниот централен елемент во оваа просторија е креветот. Како правилно да го наместите за тој да носи убави вибрации и убава енергија во вашата соба, ви откриваме во прилогот кој следува токму сега. Фенг шуи филозофијата е тесно поврзана со нашите спални соби и се во нив. Сето ова е многу јасно и на прв поглед од многу очигледни причини, бидејќи креветот и нашиот сон се нераскинливо поврзани во нашата севкупна благосостојба и мора да бидат добро украсени за да ја поддржат и зајакнат личната енергија на корисникот. Мебел на кој сите спиете треба да канализира и попа да ја одржува енергијата позитивна и полна со љубов. Затоа вашиот кревет треба да биде во хармонија со останатиот дел од собата и целокупниот дизајн на просторот. Фенг шуи е нагласува важноста на хармонична и врамнотежена енергетска динамика, за да се осигура дека спалната соба ќе стане место за релаксација и обновување. Ако до вашата спална водат неколку влезни врати, тоа е ситуација која мора веднаш да ја решите. Слушнете што уште може да влијае на хармонијата во домот и на вашето здравје според мислењето на мајсторите на фенг шуи. Според фенг шуи, положбата на креветот е неизмерно важна. Меѓу останатото, и поради она што честопати се спомнува дека третина од животот поминуваме во спиење. За да одредиме која е оптимална положба на креветот според интуитивниот фенг шуи, најдобро е да застанете на влезната врата од спалната соба и да се свртите кон внатре. Внимавајте да изберете која врата кон собата е главна. Тоа не е редок случај во модерните домови, но никако не е добра енергија. Квалитетниот сон е многу важен за здравјето на телото, како и за вашата психичка состојба. Но за некои луѓе редовното и квалитетно спиење е невозможна мисија. Некои заспиваат тешко, други се будат навечер, а некои пак воопшто не можат да заспијат. Во продолжение, слушате неколку главни совети за фенг шуи, кои може да направат вашиот кревет да има оптимален енергетски биланс. Внимавајте на дизајнот и формата на креветот. Креветот во спалната соба мора да има цврста глава, која е со одредена висина, според добриот фенг шуи, и да има квалитетен душек, кој не треба да содржи никакви предмети под него. Креветот треба да има цврста и стабилна рамка, а не да лепди само на ногарките. Цврстата рамка символизира стабилност и поддршка во животот. Кој е идеално место за поставување на кревет? Најдобра положба која може да се замисли е дијагонална положба во однос на вратата, со ѕид што поблиску до главата. А доколку тоа е невозможно, тогаш оној кој спие во креветот нека има добар поглед на вратата, додека лежи во креветот. Исто така би било добро да може од креветот со поглед да ја опфати целата соба. Спиењето зад плакар или параван, каде воопшто немате поглед на вратата и не гледате кој влегува, кој излегува од собата, никако не донесува здрава енергија. Исто така треба да се избегнува положбата директно спроти вратата, кој во Кина се нарекува положба на мртовец.
Таквата позиција нема веднаш да доведе до некоја смртоносна болест, но по неколку години спиење во таква положба, секако според Фенг Шуј, може да предизвика сериозни здравствени проблеми. Фенг Шуј командна позиција е идеално место за поставување на креветот во спалната соба. Оваа положба на креветот мора да биде подалеку од диагоналата, што се повлекува во однос на вратата. Или поедноставно кажано, вашиот кревет не смее да биде на исто ниво со вратата. А во исто време, треба да можете да ја гледате вратата кога лежите на креветот. Каква треба да биде положбата на креветот во однос со ѕидовите? Имајте на ум дека вашиот кревет мора да биде поставен со главата цврсто до ѕидот. Цврстиот ѕид зад креветот создава силна заштитна енергија, која слободно тече околу мебелот, давајќи му способност и сила да го одржува и да го направи да остане корисен за нашето здравје. Затоа мора да направите се за да го направите вашиот кревет ваша потпора и да го поставите на таков начин што ќе гледа кон цврстата површина на ѕидот. Со цел да додадете повеќе сила и рамнотежа на добрата фенг шуј енергија во спалната соба, можете да го обоите вашиот ѕид во одредена боја, која е во согласност со правилата на оваа древна филозофија. И симетријата е важна. Со цел добрата фенг шуј енергија да биде совршено избалансирана, многу е важно двете страни на креветот да бидат пропорционални. Тоа значи дека мора да имате две масички покрај креветот, две ламби, иако тоа не сугерира дека мора да бидат идентични, од исти комплети или со еднакви големини. И последните неколку минути од ова денешно дружење ги резервиравме за нешто што е можеби и најважна точка во редувањето на вашиот дом – подовите. Многу пати сме зборувале за правилен избор на под, кој каков да биде тој, каков материјал и така натаму, но овој пат зборуваме конкретно за ламинатните подови и ви откриваме една цака за тоа како да кои прашања треба да ги поставите за да ви помогнат да одберете вистински под. Повеќе во продолжение. Сте ја слушнале ли поговорката "Ѓаволот е во деталите"? Веруваме дека сите ја знаете. И да, точно е. Поготово при купување на ламинатен под. Секој кој купува ламинатен под прашува најчесто за 3 работи: цена, дебелина и класа. Иако тоа се битни работи, сепак има еден детаљ кој е поважен од сите 3, а речиси никој не прашува за него. Се прашувате зошто? Затоа што за него знаат претежно само оние кои работат со подови и затоа што не може да се дознае само со обично прашање го има или не. Звучи збунувачки, но пред да ви откриеме кој е тој детаљ и пред да го објасниме, сакаме да ви кажеме дека заради него цената која ќе ја платите за подот може да биде и неколку пати повисока отколку што сте планирале. За ова поконкретно ние се консултиравме и со нашите стручни соработници од Quick Step. И од таму велат: да, тоа е точно. Не плаќаат дупло само скржавиот и сиромавиот, туку и неинформираниот. И во овој прилог ви докажуваме дека тоа е вистина. Оној детаљ кој мора да се има во предвид пред да се порача се вика HDF. А што е тоа? Во најблизок превод тоа би значело тврдо пресувана плоча, односно даска. Па за полесно да го сватите значењето на овој дел од подот, ќе мора да видиме како изгледа пресек на еден ламинатен под. Првиот дел кој личи на фолија е прекривка, составена од неколку прозирни слоја, кои освен визуелна имаат и заштитна улога. Вториот дел е еден вид на слика со висока резолуција на која е представен пресек на дрво, испечатена со софистицирана технологија и заедно со првиот слој го даваат визуелниот ефект на подот. Третиот дел е HDF плочата, која го представува функционалниот дел на подот, односно му ја дава цврстината и отпорноста на влага. Составена е од тврдо компресирани ситни парчиња од дрво и соодветна смола. И благодарение на современата технологија, овозможува да се искористи секој дел од дрвото за производство на под. Најдолниот слој е исто така водоотпорна плоча, односно штица, која придонесува за дополнителна цврстина на подот. Сите делови на подот се значајни, но сега конкретно околу значењето на HDF плочата. За останатите делови секако во друга прилика. Од Quick Step велат дека колку е поголем квалитетот и степенот на компресијата на HDF, толку вашиот под ќе биде подцврст и поотпорен на оштетувања. Па не ќе мора постојано да се вика по детето да внимава со играчките или за момент да ви застане срцето ако падне некоја чаша на подот. Тој ќе биде и поотпорен на влага и ќе можете да го поставите дури и во кујната и во бањата и на секое место во домот каде што ќе посакате.
без да се вадите од памет дали со мокра нога некој ќе стапне на подот или можеби ставил повеќе вода во саксијата па може и да претече на подот. А ќе биде и потполно еколошки, а тоа значи во составот се наоѓа само дрво и природна каучкова смола. И нема да има испарување од отровни лепаци кои ќе ги вдишувате вие и децата додека си играте на подот и воопшто сите кои се присутни во просторијата. Во понудата на подови, за жал има и такви кои користат МДФ плочи и плюс квалитетот на изработка е на ниско ниво. МДФ во најблизок превод би бил само средно пресувана плоча, односно даска, која не значи дека е неквалитетна, но незината примарна намена не е за подови. Во главно е наменета за производство на мебел. Па така, ламинатен под кој има, например, 12 мм дебелина, во себе има МДФ плоча. Не може во никој случај да се спореди со оној кој има 8 мм дебелина, но во себе има ХДФ плоча. Вие плаќате под кој реално според квалитетот и цврстината одговара можеби за под од 6 мм дебелина, а плаќате цена за под кој номинално се води дека е 12 мм. Во ред, сега ја знаете цаката, но како да ја откриете тајната? Ситуацијата во која вие го опрашувате продавачот дали е ХДФ или МДФ плочата и каков е квалитетот на изработка, а тој се наведнува кон вас и дискретно ви шепка дека се работи за неквалитетна МДФ плоча, знаеме дека е невозможно. Па ќе морате самите да го откриете тоа. А како? Со мало истражување. И сега ќе ви покажеме. Например, одете на нашата веб страница, одберете модел или неколку кои ви се допаѓаат. И најдобар начин да се осигурате е да го побарате истиот модел на веб страната на производителот во Белгија и да проверите дали постои моделот на нивната страна. И плюс дали се истите фотографии, истата ознака, истите димензии и карактеристики. Исто така, истиот модел е присутен и на британската страна. Ова е прилично силен доказ дека нема да купите под кој е производен во некоја ноунейм работилница во некоја држава, откаде најмногу се увезуваат производи без никакви стандарди за квалитет. Туку ќе купите под од реномиран бренд во европска држава во која има високи стандарди за квалитет, за заштита на здравјето и за чувување на околината. Другата тајна вештина која можете да ја употребите е следната. Доколку сте во продажен салон и ламинатните парчиња се пред вас, земете ја најгорната држејќи ја на самиот крај, така што ќе биде хоризонтално испружена во должина пред вас. Доколку другиот крај од пола натаму се свитка значително кон подот, тогаш веројатноста да е употребена МДФ плоча е голема. Ова се две мали финти кои се надеваме ќе ви помогнат да изберете под кој ќе ви овозможи да уживате во секој чекор по него и секако да си заштедите пари и да го зачувате своето здравје, а тоа е најважно. И премногу малата соба може да направи да не се чувствувате спокојно во неа. Без оглед на големината на станот, повеќето од нас сепак сакаат да имаат посебна спална соба. Во малата просторија ние сакаме удобен кревет, место за складирање облека, а идеално е ако остане место и за неколку тоалетни масички за козметика. О да, и сето тоа, просторијата би требало да биде елегантна и да не изгледа натрупана. Ние нудиме неколку идеи и опции за изработка на спална соба, која е функционална и визуелно пространа, и тоа преку неколку трикови. За да направите малата спална соба да изгледа пространа, но не издодевна, обидете се да го комбинирате главното бело со различни пастелни бои, како беж, сина, розова. Додадете интересни текстури во собата и зајакнете го со растенија и декоративни украси. А белите завеси од лесна ткаенина додаваат воздух во просторијата. Ако сакате темни бои, тогаш користете ги. Например, направете акцентен темен зид во спалната соба, но не заборавајте да го балансирате со светли детали. Акцентот на еден зид е генерално добро решение за малите простори, овозможувајќи ви визуелно да ги промените нивните пропорции. Не мора да се справувате со само една боја. Видете колку е добар и тотално зачудувачки графичкиот зид во една сосема мала спална соба. Можете исто така да дизајнирате спална соба во претежно темни бои. Напротив, да ја истакнете нејзината мала големина и да создадете пријатна и интимна атмосфера. Сепак во овој случај подобро е да се употребуваат различни текстури и акценти во светли бои на дизајнот.
Не плашете се да го користите просторот над креветот за декорација на просторијата. Големите слики или фотографии над креветот всушност ќе помогнат да направите просторијата да изгледа поголема. Па ако сте загрижени за прозрачноста и леснотијата, изберете светли форми. Исто така ќе ви помогне визуелно да ја зголемите спалната соба и огледалото над креветот. Ова ќе додаде длабочина во просторијата и исто така ќе ја направи посветла, што е многу важно ако спалната соба е без прозорец. Ако спалната соба е тесна и долга и прозорецот зафаќа поголем дел од еден зид, обидете се да го поставите креветот до главата на прозорецот, наместо на зидот. Ова ќе направи просторијата да изгледа побалансирана и сразмерна. Креветот не мора да биде јасно симетричен во однос на прозорецот, особено ако ширината на просторијата е доволна само за уште една ноќна масичка. И ако нема доволно простор за ноќните маси, тогаш можете да направите мали полици околу прозорците и да ги зашрафите. Таквото решение би било идеално ако има многу малку места за чување на работи во станот. Сето ова практично, во мала доза инспирација. Во продолжение. Тоа беше се за денес, ке бидеме ваш помошник до совршен дон и наредната недела. Се гледаме во 9 часот и 30 минути со нови теми и нови содржини. За сега пријатно од мене и уживајте во остатокот од денот.